Знаете, оно кога ја потрошите најавата во првиот дел, па сега немате што да кажете во вториот дел, затоа што сакате гостинката се да ви одговори. Ја знам. Нина Ангеловска, моја денешна гостинка. Групер никако не смее да остане така сам, така што Нина и додека е тука работи. Добре дете. Добре најдов, фала ти на покана. За прв пат во нашето студио и она што ми го кажа пред да влезеш во самото студио, беше нема вајда нели бројки сега затоа што Нина нема бројки. Еве те ослободувам од бројки, да ти кажам. Како се снаоѓаш со тие бројки? Ти кажа дека тебе бројките не ти се јака страна и математика, мене ми се јака страна статистики и математики. И пошто последниот период цело време кога гостував, бев повеќе на тема за e-трговија, како се движи, како се развива, подаман, зашто тоа нели анализираме. И инаку вчера кога сподели постот на Facebook, сватив дека темата е зошто жените се гледаат како сме светско чудо. Да. Така што до пред малце не го знаев тоа, дека на таа тема ќе разговараме, ама добро. Гледаш, Урбан така во суштина не анализира бројки, затоа што јас прво не се разберам од бројки, треба да се избрукам, а никогаш не сакам да се избрукам, нели како секој жив човек. Добро е сама си ја зачна темата, односно сама ја најави темата. Зошто е тоа така? Прашувам човек кој е нон-стоп секоја година во 55 категории избиран за успешен човек, за успешна жена, односно. Или грешам? Да, имав неколку признанија и неколку домашни и една поголема интернационална оваа година. Лажеш, ама добро. Мислам не е културно да се каже лажеш, ама еве добро да питам. Тоа ќе оставам на тебе, јас значи зошто успешните жени се гледаат како на светско чудо? Зошто сите ве гледаат, жена успешна, тоа нешто ненормално, мислиш дилаш друга на улица. Не знам дали подобро мачки да се прашаат за ова, пошто јас искрено не знам зошто така се гледаат. Ти како гледаш од твоја страна? Претпоставам дека се работи за долги години од нели разлики или джендер геп на двата пола, значи тоа не е од нешто што можеме да го смениме или решиме одма, но има многу иницијативи и програми за да тоа некако се изедначи, нели, тој джендер геп да го нема, затоа што жените може многу да придонесат за развој на економијата и за зголемување на продуктивноста. Сега перцепцијата, бидејќи повеќе темата и прашањето е на перцепцијата зошто така се гледаат. Искрено не знам, јас не го доживувам тоа така. Дури прашањата ги анализираш. Значи ова сум го немал до сега, искрено ти кажам, сум го немал. Добро. Еве уште едно прашање околу исто ова. Плаќа ли жената висока цена за да има успешна кариера во Македонија? Мислам дека цената е, добро ти е прашањето, интересно, мислам дека ако ги споредиме, нормално дека успехот го чини секој, без разлика дали е маж или жена, значи треба вложување, напорна работа, многу учење, читање, инвестирање, жртвување на слободно време, нели сето тоа баланс на сите страни, добра организација и менеджмент. Меѓутоа мислам дека ако ги споредиме двете цени, цената на жената што ја плаќа за успехот е поголема, затоа што повеќе треба да се докажуваш и повеќе треба да работиш. Например, жените за да стигнат на топ менеджмент и менаџерски позиции, треба многу повеќе да се покажат од мажите. Тоа е општо, значи, статистички податок дека жените се помалку застапени на топ менеджмент позициите. Значи, 21 век, мислам. Да, тоа е 2017. Тоа е уствари тој термин што се вика сега джендер, односно glass ceiling. Некое стаклено стакло таван над кој ја спречува и не дозволува на жената да оди нагоре. Иако, например, на иста позиција маж и жена, ако се на иста позиција, со исти вештини, со исти способности, мажот ќе се искачи. Стаклен таван кој тоа се невидливи, што не може да се објаснат со способности, со одредени работи, например, значи туку се баш полова дискриминација на. Значи да, цената е поскапа, бидејќи треба многу повеќе да се вложи жена за да се докаже и да успее, како што кажете, ако се доживуваат така и се гледаат како. Еве, јас имам едно прашање до тебе, можеби поставено, можеби не поставено. Ти си жена, ќе се мажиш или можеби си мажена, не знам, не навлагам. Не си. При тоа ќе имаш деца, како ќе го работиш групер тогаш? Ајде да прашам, со оглед дека сега си вака буквално, седиш, анализираш се од страна, куцаш, седиш, криваш глава, продолжуваш. Како, Нина? Како? Си размислувала ли? Ќе го жртвуваш ли бизнисот? Би го жртвувала ли? Пошто не можам да зборувам од искуство, нели? Не знам како би било. Но кога би било? Ајде така да биде. Мислам дека може да се најде баланс и дека со добра организација секако не треба да страда нити едното, нити другото. Сепак, значи,
Умешноста е во добро менаџирање и делегирање на врските и следење на состојбата. Значи, јас група работи веќе 6 години, имаме тим од 15 луѓе кои што се извонредни и сепак желбата да си присутен и пасијата за работата и љубовта кон истото не отсуствува, меѓутоа сметам дека ќе се одлече малце и ќе се подели, нели? Сега значи има жени за поздрав кои што многу успешно успеваат да менаџираат со деца бизнисот. Мајка ми е една од нив и ја поздравувам тука. Поздрав до затоа што ни еден момент нашето образование, едукација, домашно воспитување не страдала. Значи мислам дека е умешноста и успешноста тогаш е во да се балансираат двете работи, да, и да се постигнат на двете страни. Секако некои работи ќе има жртва како слободно време, нели тоа и сега се случува реално. Мама веќе како се менува времето, некако и ти кажи дали толку често се гледаш со пријателите како порано, како се менува и брз се животот. Не знам дали да кажам дека, например, јас со помалку слободно време успевам да се видам со пријателите, нели? Ама не мислам дека со некој со повеќе слободно време, дека ова денешно брзо време се гледа повеќе. Да, затоа викам, што викаат, успешно менаџирање, кај да отидеш мало е веќе се, еднаш месечно се сведува на со блиски и роднини пријатели. Па не само со блиски роднини пријатели, имаме читано интервју дека ти исто така идеш на фитнес колку што знам јас, така што ти имаш мал милион работи кои ги правиш и при тоа си успешна и при тоа бизнисот никако не ти трпи, така натаму. Секоја чест, и затоа прашав, многу луѓе се чудат како, зошто работава, како, зошто успешните жени се гледа како космос светско чудо. Јас би рекол најверојатно зашто се помалку ги има, односно ги нема, па се развиваат некако. Па да, во однос на вежбањето пак ќе се сведе на организација добра, како што каже Катеа, слушав за зумба, да, на менаџирање и организација. Тоа ми е како вежбањето ми е на некој начин да го истурам стресот од одредени обврски кои што сум ги имала и ми е буквално опуштање. Така. Да, реално, например, сега 2 недели после празниците не бев 2 недели на вежбање, значи пошто одам редовно 3 пати неделно и еднаш неделно. Добро, празници се јади мрсничко и ова и она. Да, и нели грижа на совест доаѓа. Така. И еднаш неделно обично одам на водно или нешто друго. Сега беше нели птен ладно и празници фатија и викам 2 недели ќе си дадам сега пауза. И ми се чинеше кога да имам премногу слободно време, не знам што да направам за него, пошто 2 сати ти зима вежбањето. Отиде на вежбање? Не, ги правев годишните анализи на група, ги искористив тие 2 сати. Нема да навлегуваме математика, ќе си останам на зборот до крајот на емисијата, освен ако не го прекршам, да и тоа се случува. Кажа 15 вработени. Верувам дека и ти некогаш си била вработена во некоја компанија. Тоа е интересно. Да? Не. Сум одела на пракса во 3 компании. Добро, Нина, ти што направи, стана 18, заврши се факултет и ај, правам компанија и искочи компанијава поуспешно од оние што работат по 20 години. Не, интересно беше, да, викаат дека е добро да имаш искуство во друга компанија, дека си работел негде, па после почнуваш свој, нели, си видел како функционира. Јас дипломирав како најдобар студент на генерација и се пријавив на еден надпревар. Не се чудам за тоа. Се пријавив на еден надпревар за бизнис план и таму освоив прво место и наградата беше значи парична за да го започнам својот бизнис. И некако тоа ме навлече и ме потикна да почнам да размислувам дали ќе почнам свој бизнис. Не ми беше од секогаш тоа како пасија или дека ќе бидам предприемач и ќе имам своја компанија. И некако едно со друго работите природно тргна. Наградата си стоеше, ја отворив компанијата за да може да ми се префрлат средствата. Ти само парите ги земаш на почетокот и на крај изгоди ова најпопуларно, најдобро. Да, да, добро. Ова е многу добра работа. Со двајте партнери почнавме да го развиваме концептот, инаку сум одела додека студирав сите 4 години, одев на пракса по 1-2 месеци во различни компании, од различни индустрии. Дури во средно, на 16 години, трета средно, одев на пракса во маркетинг агенција. И тоа ми беше птен интересно искуство. Тогаш мислев дека тоа е таа маркетинг агенција сакам да работам. Па после нели се менуваат како што созреваме. И така што ова ми беше прво реално all-in давање од себе. 21 година имав кога почнавме, кога го работевме целиот концепт. Не кажуве колку имаш сега, ќе си пресметат со оглед дека оваа година, односно за неколку дена, Групер слави... Вчера ни беше роден денот. Вчера ви беше роден денот? Да. Честитки за истиот, ќе се надобрзаме на роден денот, но сега ќе се вратам малку поназад. Зошто? 15 луѓе да ги менаџираш, да дадеш се од себе, да ги направиш, да ги мотивираш, да вложиш во нив, реално кажано. Лесно или тешко? Што е потешко, да го основаш бизнисот и да спотераш, да тргнеш во некоја нагорна граница или да имаш 15 вработени да менаџираш седа?
Па, нели сега по модерно време не треба да се кажуваат дали е тешко или проблемен, туку се викаат предизвици. Дефинитивно е предизвик да се менаџира целата компанија, тим, сите врски и се. Не беше лесно ниту да се започне, повеќе беше од аспект на започнувањето, опфаќа многу аспекти. Не е само техничкиот дел и IT софтверот да се постави платформата да се започне, туку Сите мислат дека тоа е всушност така. Да, тоа е најмалиот дел, може да кажам, затоа што поголемиот дел доаѓа во менаџирање, во добар настап на пазарот, во маркетинг, стратегија, во планирање, во едукација на населението, особено ние отваравме кога и трговијата речиси да не постоеше во Македонија. Значи, дефинитивно е предизвик, меѓутоа имаме одлична хемија, култура и со целиот тим и со сите вработени. Сите да се креативни, даваме иницијативи, заедно реализираме, така што охрабруваме нели внатрешно идеи и реализација на различни Извини што не те гледам, ама еве и јас како тебе си куцам истовремено дека правам со некого муабет. Ова е како кафе муабет, значи кога седите на кафе куцате на телефон. Значи ова е кафе муабет буквално. Освен ако не е нешто поврзано, не е простен. Не, поврзана. Ќе докажам. Добро. Ти ветам дека ќе докажам. Добро. Ти продолжи да си правиш муабет со самата себе. Јас ќе ти поставам следно прашање, што вели тука. Како се креира една идеја? Почни. И за да можам да станам. Аха, добро. Како се креира една идеја? Да. Најтешкиот дел е во реализацијата. Збори си, да. Добро. Дајте широк кадар. Збори си ни на слободно. Добро. Значи, тешкотијата не е во тоа тешкотијата не е во самата идеја, бидејќи се наоѓаме во земја, во развој, а имаме многу различни концепти кои што во моментот не се добро. Каква сурприз! Happy birthday, Може и ја лајвка да стримам? Браво, фала! Ова ти е зарадување од телевизија 21 од Урбан Так, намерно е подготвено и гостувањето и точно се според термин. Ние се направивме како дека не знаеме всушност кога е роден денот на Групер, но еве вака да го честитам. Желба да се замислиш прво, па после тоа и да ги дугнеш пекичките. Не мора да стануваш, јас ќе клекнам. Желбата само за себе. Не се кажува на глас. Да. Добро. Ајде. Сите. Кога не сум дувала свики. Ајде, овие се откриваја ќе. Среќен роден ден, Нина. Фала ти. Да сте уште многу долги години на овој македонски пазар, а ви посакам да се проширите и на надвор од нашите граници, односно повеќе глобално отколку на балканско ниво. Да, многу ме заради. Не кажуваме ни ништо пред време. Затоа ти кажав, справи си ти само мобет и ја ќе се вратам. Гледаш и разговорот беше поврзан со тоа. Да. Да не се разбереме погрешно. Да. Ова ти беше добра идеја, реализација. Све осмислено со добар менеджмент, добар тајм менеджмент, тоа да ме поканиш, да. Добро, дали мислиш дека секој може да биде успешен како што си ти успешна? Реално. Затоа што твоите успеси не се мали. Вака кога ќе ми кажеш како што си ти успешна, не знам, јас секогаш не сакам сама да се фалам и сама да зборувам за себе. Да, ти си само критична очигледно. Јас ќе ти кажам дека да, никој не знае дека Групер има партнери. Сите знаеме Нина Ангеловска дека е Групер. И тоа е тоа. Нина е успешна жена. Токму и затоа и темата е осмо светско чудо. Пример, може би партнерите допринеле, не знаеме се нели внатрешно како ви се тераат моменти. Имали прашање некој зошто групко маскотата е машко, зошто не е женско? Сме имали такви прашања. Да? Да. Всушност тоа е првата реално кажано маскота што излезе на македонскиот пазар и остана маскота буквално препознатлива. Да, вчера си го прославивме роденденот и го оживеавме и групко маскотата слави со нас. Да, на што се насуваше прашањето за успешноста, значи дали може. Мислам дека реално ако гледаме технички, сите го имаме истото време на располагање, истите ресурси. Јас сум студирала на Свети Кирил и Методи, не е бизнис, таму завршив магистерски, таму докторирав исто додека работам. Сите се наоѓаме нели сега на пример, ако зборуваме за различни делови од светот, можеби полесно е да се успее. Ако зборуваме за земја во развој каде што развивате нешто што не постои на пазарот, е потешко. Тоа што е желбата, пасијата, страста да се научи да се успее, способноста за брзо учење и пред се мислам дека е најважно
Значи не знам дали предприемач секогаш е тема на разговор, дали предприемач се раѓа или се ствара. Мислам дека некои работи гените едноставно се го прават своето. После може да се работи на одредени скилс, односно вештини на луѓето, на тие мислам дека може да се работи. Меѓутоа, технички сите ги имаме истите работи на располагање, сега работата кој колку сака да се даде, се жртвува, затоа што не секој сака да работи 15 сати во денот. Некој сака да си има повеќе слободно време. Успехот е различна работа за секого. За некого е успех бизнисот и нели да створи, за некој е успех да си купи скапа куќа, за некој е успех да има фамилија и да е среќен и мирен живот да има, така што за неколку е успех да испие 5 пива на вечер. Да не заборавиме. Добро, Нина, имаме момент во Македонија како тоа функционира. Сум разговарал со многу генерации и постари од мене и помлади од мене, кои ќе отидат во филм и ќе видат некој добар филм, еве на пример зошто тој го гледав јас последен, па ќе се надоврзам на него како пример ќе го земам. Филмот всушност говори за тоа како човекот е образован, најдобар, се супер, ама има катастрофални говорни вештини, односно тоа си го прави на свој начин и е многу вулгарен. Ама пак успешен, изградил компанија со имидж која продава милиони, заработува и така натаму. И сега иде македонец таму, седнува, го гледа филмот, искача, бе јас од предприемач ќе бидам. Така се станал предприемач? Стварно не ми е јасно. Не. Значи, буквално јас имам такви примери. Првиот чекор е желбата, ама најчесто кој ќе се види што све следи, станува желбата ја снемува одеднаш. Не, реално треба многу работа, треба многу напарна работа. Од секој поглед, значи, и мислам дека тоа што не држи нас после 6 години да работиме со таа пасија и јас да работам со таа пасија е едноставно тоа што јас не ја гледам работата како проблем или како работа. И сега тоа е малце проблем, затоа што на пример сабота недела некогаш сакаш да не погледнеш мејл или 2 сата да отидеш, ама некако зависноста и воркохолик, не знам дали е лоша работа или добра, јас мислам дека сум. Зависно како гледаш на работите од страна. Ама не знам дали се перцепира како воркохолик, дека тоа е негативно смисла или позитивно. Па види, во Македонија тоа позитивно се сваќа, со сигурност ќе ти кажам, за во светот не би рекол дека е позитивно. Ама пошто ние сме секогаш сме обратно пропорционални од тоа вистинското, така што мене ми е задоволство, не знам пред 6 години некој да ми кажеше дека волку ќе работам и дека ќе уживам у тоа. Немаше да верувам, така што сега на пример ми е работата не ми представува проблем. Неам дека до 5 сум, јас си доаѓам на работа кога сите доаѓаме нели од 9 отвараме ние. Немам точно работно време, доаѓам лаптопот е сега онлайн бизнисот е сегде си ја носиш работата е тука во џеб, во така што кај да одам не ми представувало проблем да не знам да работам. Ако тоа не им представува проблем да се посветат 24/7 не затоа што така треба, затоа што сакаат тоа ги води, тогаш нели треба да се станат предприемачи, како ми беше она, сакам да си станам. Сакам да си станам и се станало. И едно од последните прашања за тебе, што е планот за 2017 Групер? Всушност секој знае да изненади. Еве јас лично го пратам и секогаш може да се најде нешто интересно, нешто ново што се прави. Да. Постојано развиваме. Знам дека не се откриваат плановите, ама еве првата што не е во најава. Постојано развиваме нови кампањи, годинава имавме многу новини. Не знам дали мобилната апликација имаш, ја користиш, ако ја немаш. Мобилната не. Да, ета. Веб платформата, да. Имаме една мајлстоун оваа година, 2016, не беше дека достигнавме 500.000 продадени, пола милион продадени купони. Над 50.000 инсталации на Android, тоа беше во август, мајлстоунот го стигнавме 2016. Така. Имавме многу бројни кампањи, од кои што сега не знам колку си ги видел, например имавме од недела на храна до Жива Македонија различни. Тие се така наречени тематски кампањи со кои што да повеќе се вложуваме во одредена категорија и сакаме да им дадеме на корисниците нешто ново, затоа што како што кажа на почеток во најавата, Групер понуди атрактивни понуди со попусти заштеди, ама веќе стана водич, односно кога сакаат луѓето да додат на патување, да одат во нов ресторан да јадат. Да, реално не ми текнува ништо друго освен да си отворам да видам кај има попуст, затоа е тука Групер. Да, и си отвараат и си гледаат апликацијата е баш многу едноставна за користење. Значи, ние продолжуваме, лансиравме нов дел Групер производи, кој во 2017 ќе работиме уште на него. Така. Ќе доразвиваме и секцијата патувања, да понудиме и нови дестинации, нови хотели партнери со кои што ќе соработуваме. Поголема кампања во најава сега, ние златни сделки. Значи, лани прв пат ја лансиравме таа кампања по повод 5-тиот роденден, ќе понудиме оваа година повеќе златни сделки. Златните сделки се
А е вака едноставно кажано, сделка на која никој не може да ја одолее и секој сака одма да ја купи. Јасно. Ќе бидат со селектирани Јасно. брендови, со Лани не посебна доби кампања. подарок. Лани не доби подарок. Да? Да. Не, ја да знаев дека вака ќе ми честитате. Добро, ќе дојдам. Не, тоа беше излекување кога што јас се сеќавам од лани. Така беше? Излекување, да. Да, значи не зборам за ова. Не зборам за излекувањата. Кога веќе спомна излекување. Сакам да кажам колку голема несреќа сум. Ништо повеќе од тоа. Кога веќе спомна излекување, вчера имавме лайв видео и лайв ги излекувавме 18 часа, така. добитниците на iPhone и Android од наградната игра која имавме со Mastercard, а денеска по повод 6-тиот роден ден сите корисници кои што ќе купат со Mastercard картичка добиваат 6.6%. Се знаеш. Не мораш, јас можам да продолжам. Кешбек може да продолжиш, ќе ти остапам. Така. Во суштина, ајде да кажеме реченицата пред да завршиме, 6.6 кешбек беше моментот дека се враќаат парите во нивниот профил на Групер. Да, со закупување со Mastercard. Тоа беше вчера и денеска трае акцијата. Никогаш не досна. Да, да се каже. Да, до 12 вечер на полноќ. Так. А наскоро почнува, значи наскоро следната недела ни почнува кампањата Златни сделки, со која што корисниците ќе имаат прилика да ги видат неодоливите златни сделки со одбрани компании кои што ќе бидат лансирани. Така. Бидејќи времето ни е при крај, треба уште еднаш да изиграме зумба. Девојки спремни, така? Така треба. Само што ми пише од Рише што треба да најавам, Нина ти благодарам навистина за твоето одвоено време, бидејќи твоето време е скапоцено. Не е како кај секого, реално сите си го цениме, ама верувам дека ти највеќе бидејќи имаш недостаток огромен. Да, до минута ми е испланиран. Така, значи да оставам толикот на денот. Поздрав од мене до сите гледачи. Ги поздравувам, убав ден и Еве што прави Нина одма. Значи мора да дајте ми кадар таму. Нина одма си го зема телефонот, мора да провери се. Тоа ти е workaholic.